Повторно сме назад во студиото. Втората гостинка ни пристигна. Веднаш до мене Емилија Миладинова Аврамчева, председател на Сдруженијето Добре дојде Македонија, Welcome Центар. Емилија, добро ни дојдовте во утринската програма и веднаш да си го започнеме разговорот, бидејќи нема да имаме многу време. Имате еден проект кој што вие веќе почнат од 1 април и трае се до крајот на оваа година, а тоа е промовирање на женската иновација и креативност на пазарот. Имавте вие веќе еден таков проект, најверојатно имавте на минатата година, имавте на вистина одлични резултати, претпоставувам дека сте и задоволни, затоа продолжувате и оваа година. Да го објасниме проектот и да ги поттикнеме жените да ви се приклучат, бидејќи има се уште време до крајот на годината, нели? Да. Благодарам најпрво, добро утро и благодарам што еве сум ваш гостин по втор пат и минатата година бевме заедно. И стварно се радувам дека овој проект и оваа година е одобрен и поддржан од амбасадата на Словенија. Ова е поттикнување на женското претприемништво. Фактички, овој проект е од почеток обуки за мануелни вештини, што вклучува плетење, везење, ткаење, шиење, до едукација и поттикнување како да се отвори собствен бизнис и да се брендира својот производ. Јас сум многу задоволна, затоа што од минатата година веќе многу жени си отворија на Инстаграм, на Фейсбук свој профили и почнаа онлайн да продаваат. Имаме и случаи каде што некои од жени го напуштија работното место како шнајдерки, шивачки во одредени фабрики и се осмелија да направат нешто свое, собствено, бизнис. така. Овој проект е значи поттикнување и поддршка на жените, вклучувајќи и жени од ранливи категории. Значи, самохрани мајки, жени со деца со посебни потреби, различни облици на ранливи категории на жени. Го зачувуваме обликот на децентрализација, значи не се одвива само во Скопје, него тука се опфатени 4 града. Покрај Скопје, тоа е Куманово, Битола, да, и Струмица. Така што самите обуки се различни во различни градови. Например, во Скопје имаме обука за шиење и тој повик се уште не е објавен, на крајот на месецот ќе се објави и тој ќе биде обука за шиење на 12 жени, каде што ќе се одвива во Академија Скала. Ќе биде ментор Катерина Тошева, кој ќе ги обучува техники на шиење и на кроење. А целиот овој проект е во координација со модниот дизајнер Ирина Тошева. Значи, Добро дојде Македонија Welcome Центар како здружение го организира и јас лично сум координатор на целиот проект, меѓутоа во креативниот и во дизајнот е вклучена Ирина Тошева. Значи, повикот е објавен и во Куманово. Ќе се одвива едукацијата во Средното училиште Перо Наков, каде што ќе се обучуваат шиење, плетење, везење и она што е најинтересно, таму има машина за ткаење, ќе се вратат старите занаети за ткаење. Интересот ви е голем, така, за ова, бидејќи од минатата година исто така имавте одлични резултати, еве одати фотографии од ова е од минатата година, така, од Да, сакам да кажам дека и во Струмица ќе се одвива само плетење, ментор е Ивана Ангова, која ги обучува за плетење и многу од нив, повторно да кажам, се охрабрија, имаат своји производи и си започна собствени бизнеси. Ме интересира која е старосната граница на жените кои што може да се пријават на овој проект. Да ви кажам дека минатата година имаше девојченце од 14 години, се јави една ученичка од 16 години. Возраста е значи до 50 години каде што жените нема ограничување, нема ограничување никакво, значи може и повозрастни да ни се јават. Меѓутоа, кога станува збор за возраста, има малце лимит да бидат работно способни, да можат да си отворат собствен бизнис. Тоа е, мислам, целта. Иначе, што повеќе млади се јавуваат, за нас е тоа голем интерес, бидејќи ова е и семеен бизнис.
многу пати во самото семејство треба да се организираат како да го организираат своето производство, како да го продаваат на пазарот на труд, а за тоа треба и повеќе Емилија, во моментот одеа фотографии од модна ревија. Тоа е, предпоставувам, круната на овој проект со завршна модна ревија. Овие модели кои што ги видовме, тоа се сите произведени од ваши жени кои што го почнале, да кажам, кои што го започнале овој проект, така? Да. Така, например, каде што има обуки за шиење, го шијат едниот дел, а каде што има обуки за плетење, за рачни работки, има, например, горен дел, ташнички, капи, накид. Значи, тоа е комбинација на сите овие жени што ќе учествуваат, секој со еден дел да учествува на самата ревија. Оваа година, значи за разлика од минатата година, каде што имаше обука на 36 жени, оваа година одиме со обука на 100 жени, каде што 60 жени ќе бидат вклучени во мануелни вештини, обука за мануелни вештини, плетење, шиење, везење и ткаење, а 100 жени ќе бидат вклучени во едукација како својот производ да го достигнат да биде сопствен бренд и како да се стекнат со алатки за маркетинг вештини и продавање по социјални медиуми. Значи, ова е, како да кажам, комплетен проект. Има лица кои воопшто, значи, не знаат да работат, некои од нив почнале веќе со мануелни вештини, значи различен степенот на знаење, до брендирање на својот производ и едукација како да го продаваат на пазарот на трудот. Значи, тоа е еден процес кој релативно е краток, значи од април до декември, меѓутоа интензивно се работи за да се од почеток до финален производ. Емилија, ме интересира дали оваа обука или овој процес е бесплатен или учесниците треба нешто да плаќаат? Има ли некоја селекција? Не, значи, овој проект е бесплатен, затоа што тоа е поддржан од амбасадата на Словенија. Она ги покрива сите трошоци за едукација, за обуки, транспортни трошоци, самите, например, кога доваѓаат во Скопје, бидејќи завршува овој проект со модна ревија и со базар, затоа што некои произведуваат работи кои се исклучиво само за продажба на базар, а некои добиваат едукации каде што моделираат фустани, моделираат блузи, кошули, сето тоа кој се употребува и ќе биде дел од модната ревија. Она што е исто додатен елемент кој е многу важен е што модната ревија оваа година ќе биде под Fashion Weekend и модели, значи не се манекенки, него модели се деловни жени од представнички на дипломатскиот кор и од македонското општество, значи за истакнати, Илани беше така. Истакнати личности од македонското општество, значи имаше докторки, професорки, политичарки, жени што се сопруги на дипломатите, вработени во амбасадите. Значи со задоволство ги носе овие производи, така. И тоа беше многу голем потик и охрабрување за учесниците, бидејќи ме разбирате некој кој доаѓа од некоја ранлива категорија, која многу незиниот живот се сведува на домот, и многу малци излегувања, наеднаш произведува за истакнати личности. И тоа е многу потикнувачки и охрабрувачки да започнат свој бизнес. И сега, предпоставувам дека можеби ќе мотивираме и со овој разговор дами, жени, девојки да ви се јават кај вас, да учествуваат во овој проект. Како се аплицира? Каде може, кажавте, се уште не е отворен повикот до крајот на месец. Каде да ве најдат? Како? Да, значи на нашата страница и на Facebook и на веб страница се објавени тие повици.
се објавени за Битола, Куманово и Струмица, а за Скопје ќе биде до крајот на месецот објавено. Меѓутоа, веќе се јавуваат многу жени во вашето здружение, така? Да, на нашето здружение пишуваат пораки. Ние на секого имаме објавено линк и контактни телефон до кого да се информира доколку се заинтересирани. Минатата година, например, имавме заинтересирани 100 учеснички, од кои се избра 10. Оваа значи, година постои селекција, така? Постои, сите имаат можност да се пријават. Меѓутоа, самите ментори потоа преку разговори, преку интервју, гледаат кој има стварно желба тоа да го учи и колку даваме предност на ранливите категории на жени. Водиме сметка за мултикултурата, значи да бидат вклучени жени од различни етникуми и тогаш се пополнува бројката и започнуваме со наши, да, со обуките. Еве сега веќе започнуваме на 9 и 10 мај, веќе започнуваме со обуките во Битола. Така. Значи веќе колку пати дневно, неколку пати неделно се среќавате значи, и еве конкретно во бидејќи се 4 града, секој си има своја агенда. Значи сите ќе имаат 40 часа обуки. Дали е плетење, дали е шиење, дали е везење, во школите е полесно, бидејќи они имат и самите професори ќе бидат ментори, кои веќе ги обучуваат шиење, везење, плетење. За ткање ќе им однесеме посебно лице кое ќе ги обучува, затоа што во школите немаат инструктора по ткање. Значи, ова е се сега бесплатно, сите овие обуки, а материјалите кога се произведува на крај производот? Сакаме да кажеме дека овој проект е зелена агенда. Ние минатата година успеавме од домаќинства, од фабрики да собераме потребни материјали да ги користиме. Значи многу ретко купуваме нешто што е потребно за додатни елементи. Меѓутоа воглавно тоа се материјали кои се по фабриките, по домаќинствата, секој има нешто кој може да донира и го потребуваме. Значи се купуваат, например, вуница, игли за плетење, се купуваат такви материјали. А воглавно материјалите што се ткајните, воглавно гледаме ткајнините да бидат донации од фабрики и домаќинства и се употребуваат за ревијата. Дури тоа што собираме, го донираме на училиштата да можат да работат. Па еве би ги охрабрила и тие кои имаат текстил, кои имаат фабрики, тие што се поголеми парчиња да ги соберат и да ги донираат на текстилните училишта, бидејќи они стварно имаат потреба од материјали кои им се важни за обуките. Да. Одличен проект на вистина, ке го пратиме, ке го следиме и понатаму и јас се надевам дека ќе не поканите на она завршна модна ревија кога ќе биде, кога сето ова веќе ќе дојде, сега сме сосема на почеток. Имаме уште неколку минути до крајот на разговорот, би сакала сосема накусо да ни кажете околу останати активности на Здруженијето Добре дојде Македонија покрај овој голем проект кој што го правите во соработка, односно кој што е потпомогнат од Словенечката амбасада. Од амбасадата на Словенија. Значи, нашето здружение, нашата основна мисија е културна дипломатија. А тоа значи промоција на државата преку културата. Ние, значи, сме како едно каче на интеракција на културите. Ние промовираме македонската култура, а пред странците кои живеат и престојуваат во Македонија, а оние промовираат својата странска култура. Така што минатиот месец имавме кинеско утринско кафе и чај, каде што беше промоција на кинеската култура. Сега веќе е најавена промоција на полската култура преку полско утринско кафе, така што нашата интенција е културата. И сите проекти кои што се добиваат и е поддржано нашето здружение од амбасадите претежно е во сферата на културата. Например, 5 години наназад го работевме мозаикот. Бевме поддржани од амбасадата на Швајцарија, бевме поддржани од амбасадата на Бугарија и стававме, тоа беше мозаик инсталации, каде што на јавни простори правевме мозаик од керамички плочки
И исто тоа беше од отпадни материјали правевме уметност. Сме биле поддржани проекти од амбасадата на Словачка за екологијата, за време на ковид, исто помагање за време на ковидот со потребни со маски, со потребни материјали на детската клиника и така. Значи, ние соработуваме со амбасадите, разменуваме искуство во сферата на културата и еве оваа година го имаме овој проект со амбасадата на Словенија, кој е многу потикнувачки и многу потребен во Македонија. Да завршам за тоа во време на развивање на технологијата и на вештачка интелигенција, мануелните вештини остануваат незаменливи. Да, ви благодарам многу за учеството во нашата емисија. Како што кажав, ќе ве следиме во сите ваши проекти и ќе бидеме гости на крајната модна ревија.